32 ден воен конфликт во Украина. Шефот на украинската дипломатија Кулеба го повика Западот на одговор зошто Украина не може да биде членка на НАТО. Во меѓувреме, лидери на десетици земји, меѓународни организации и приватниот сектор во Швајцарија го представуваат Маршаловиот план за обнова на Украина. Откако почна војната, стотици илјадници украинци напуштаат земјата во потрага по подобро утре. Руско-украинскиот воен конфликт и последиците кои што ги чувствува целиот свет се тема на анализа со универзитетскиот професор Цане Мајнавски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Кога навидум професора, ќе помислиме дека страстите се смируваат, не демантираат и информациите и состојбата на терен, што е најлошо. Немаме никаква информација, барем за сега, дека некој од страните планира да попушти во брзо време. Ако појдеме од фактот дека на денешните портали, македонски портали, нема вест за Украина, за украинската војна, дека на некој од порталите можете да најдете по една вест која ја принесуваат повеќе извори. Во петтиот месец, како влезе почетокот на војната во Украина, покажува дека и интересот на медиумите и на јавноста, тоа значи и на политичката јавност, е значително понамален, или интересот за овој конфликт како да е оставен на украинците и на нивната потреба и тегоба да го решат тоа прашање. Како да украинската војна постанува нешто што е веќе случено. И оттаму сите очекувања дека воениот конфликт или војната во Украина ќе заврши брзо, дека ќе победи представата за правдата, дека ќе добиеме решенија според кои што ќе можеме да сметаме дека во политиката се промениле нештата, односно не се интересите тие кои ги диктираат основните нешта, дека превагнале определени хуманистички и некои други принципи, се тоа не демантира, покажува дека војната во Украина е проблем на украинската држава, на украинскиот народ и дека тој народ крвари секојдневно, обидувајќи се да си го заштити својот територијален суверенитет и интегритет. И во тој контекст ние можеме да се увериме дека на случајот на Украина, не само на Украина, повторно на сцена се определени во меѓународните односи доста пати проучувани прашања во кои што доминира силата и доминираат интересите. И можеби прашањето зошто Украина не е предмет на интерес или не е предмет за проширување во НАТО лигата и така натаму, треба да се бара токму на тоа подрачје. Колку реал интересите на НАТО системот, на Европската Унија и на руските се во судири. Колку тоа решение ќе придонесе да се прашањето решава или не. Ако имаме предвид една изјава на руското раководство дека Украина всушност е зоната во која што Русија се чувствува комотно во однос на Западот и дека една понова изјава дека влегувањето на одделни држави, соседи на Украина во Европската Унија е прашање кое што руската држава го поздравува или повторно се враќаме на санитарниот кордон. Значи станува збор за едно прашање во кое се испреплетени традиционалните европски интереси, кои водат сметка не само за собствените, туку и за нивните историски партнери, и станува збор за едно прашање кое е повеќе или помалку видено, а тоа е дека во политиката не доминираат хуманистичките вредности, туку интересите. Кога сме веќе кај изјавите на политичарите, она кое што го привлече вниманието на заменик председателот на Советот за безбедност на Русија Медведев, кој што кажа дека меѓу другото љубовта помеѓу европејците и украинците пука, вели веќе се уморни од нив. Секој воен конфликт и секое војување има определени фази во кои на почетокот е присутен ентузијазмот, потоа тој ентузијазам спласнови и на крајот доаѓаат реалните проценки и потреби од решавање на истиот.
Војната во Украина или руската агресија на Украина беше добар повод во Западот, посебно НАТО алијансата и Европската унија да создадат определени предпоставки за манифестирање на повисок ниво на интегрираност или на солидарност меѓу себе. Потоа секој воен конфликт и секоја војна за еден добар дел од индустријските капацитети во било која земја се реална можност да ги пласираат определен број на нови производи, што имав мисла така во овие 4 и нешто месеци да се увериме дека на подрачјето на Украина се применуваат и употребуваат определени посовремени или современи орудија кои служат за уништување на воени и човечки цели на завојуваните страни. Исто така покажува дека војната, тоа е стара максима, дека е еден од најдобрите облици преку кои што се остваруваат определени економски интереси, во кои што се вршат прераспределби на богатството. Ние во овие 4 месеци имавме прилика да видиме како одделни земји или одделни субјекти нудат или склопуваат трговски и други договори со Украина и украинската земја за обезбедување на рамнотежа во наоружувањето и на силата како една од предпоставките за обезбедување на мир во таа земја. И во меѓувреме, лидери на десетици земји, меѓународни организации и приватниот сектор во Швајцарија го представуваат Маршаловиот план за обнова на Украина. Колку ќе чини тоа зависи од долготрајноста на војната. Но едно прашање кое што се отвара, да речеме, е до кога и колку Европа и Америка ќе издржат финансиски да ја поддржуваат Украина или ќе останат на тоа финансиски да ја поддржуваат Украина? Сите економски мерки кои кога се преземат, најчесто се дефинираат со искуства како што е Маршаловото искуство или Маршаловиот план за обнова на поствоена Европа после Втората светска војна, се всушност темелат на економската логика. Вложувањата не се чинат за да им ги понудите некому и да ги потроши за исхрана или за непродуктивни трошоци. Тоа се средства или воопшто фондови кои ги поттикнуваат и се насочени кон развивањето на определени ресурси. Бидејќи Украина е една од земјите која располага со значителен број на природни ресурси и минерали, треба да се очекува дека економските субјекти, не само во Украина, туку и европските и други од другите земји, ќе имаат интерес да вложуваат во тие сектори и да ги развиваат. Употребата на тие средства, значи, не се однесува на директна поддршка на државни и други структури во однос на купувањето на социјалниот мир, туку на создавање на предпоставки за економски развој. Во услови кога Украина се развива како отворено општество, со слободен пазар, со слободно движење на стоки, капитал и луѓе, тогаш треба да очекуваме дека вложувањата на Европа и на Америка всушност ќе значат создавање на предпоставки за оплодување на тие пари, односно создавање на нова вредност. И во тој контекст мислам дека тоа така треба да се наблюдува развојно, а не како прашање во кое што имате определена филантропска или некоја друга цел, му давате определени средства, тој ги троши за определено време и повторно се наоѓа на истата позиција. Инаку во економските односи не можеме исто така да зборуваме за присуство на некои хумани и други релации, туку станува збор за непосреден бизнес интерес или профит во кој го остваруваат економските субјекти. И во тој контекст мислам дека притисокот на бизнисот во Америка, во Европа и така натаму е во функција да го стави во развој и користењето на ресурсите на Украина за сопствениот развој и за развојот на Украина се разбира. Во меѓувреме шефот на украинската дипломатија Дмитро Кулеба го повика Западот да објасни зошто Украина не може да стане членка на НАТО, додека Шведска и Финска можат. Впрочем, тие денес ги подпишуваат протоколите за пристап во алијансата. И сега, има ли уште простор за некаков надеж дека Украина ќе може да влезе во НАТО?
Ако ги следиме искуствата од минатото и ако следиме нијансите на изјавите на европските сили или на европските значајни политички сили, како што е Франција, например, која во една прилика нивните челници изјавија дека Русија сепак не треба да се доведе во состојба да биде подценета како сила во војната која таа започна во Украина, индиректно навестува дека на тие стари релации меѓу европските сојузници, меѓу Франција, Британија, Русија, Германија и така натаму, постојат определени историски искуства и подготвеност да се заради реал политичките односи да се толерираат определени поведенија кои не се секогаш во духот на принципите кои јавно се изнесуваат. И ако се има предвид дека руската држава или руското раководство јавно стави до знаење дека смета дека тоа го нарушува нејзиниот безбедносен интерес, влегувањето на Украина во НАТО сојузот, на колеба и на украинското раководство како политичари им е јасно дека реал политичките односи не се секогаш во унисон со изјавите или со принципите кои што владеат, дека тие често пати диктираат определени поведенија и определени одлуки особено тука се комотни големите сили, кои што во последните 200 или 250 години ги дефинираа сите прашања во Европа. Вклучително на било кое прашање кое се отвореше во Европа, тие во позадината се наоѓаат на неговото решение. Можете да погледнете и во нашиот случај во последните 20 на години дека ниедно решение не е настрана од релациите кои постојат меѓу овие европски сили кои земји кои во изминативе неколку века ги дефинираат односите во Европа. 132 дена војниот конфликт во Украина предизвика сериозна криза во светот. Политичарите излегуваат со различни изјави во однос на време траењето на конфликтот, но ниедно не е со близок датум. Она што веројатно сите не плаши е проширувањето на конфликтот, на кое што и предупредуваат меѓу другото по време на светските лидери. Има ли простор за грижа, професоре, во моментов? Ако погледнеме случувањата во Украина, ќе видиме дека од 2005 до оваа година имаше еден значителен број на активности поврзани со така нареченото хибридно војување. Ако погледнете што се случува на Балканот и да што се случува и кај нас, ќе видите дека тие облици на хибридно војување или на хибридни закони не се никогаш престанати. Од аспект дали постои можност да се прелие реалниот воен конфликт на Балканот или во отделни балкански земји, е една од прашањата за кои што аналитичарите најчесто го дефинираат дека тоа е можно, да е можен, но дека во овој временски интервал е нереален, затоа што односот на политичките сили и ангажираноста на можните дестабилизатори на таквите состојби се ангажирани на други подрачја. Но ако имаме предвид дека во последните 30 години на Балканот се случуваат еден значителен број на процеси кои повеќе или помалку можат да се испретплетат или да се препознаат во доминантните насоки или доминантните случувања кои се случуваат во украинско-руската војна или во руската агресија. Тогаш таа опасност виси. И ние треба да очекуваме дека одделни структури ќе се обидуваат да ги изоштрат определени политички и други прашања на Балканот и да ја усложнат состојбата и да доведат до ситуација во која што ќе го зголемат стравот. Инаку прашањето на кревкоста или кршливоста на мирот на одделни подрачја не е поврзан секогаш само со еден конфликт или со една војна како што е руско-украинската. Таа е поврзана и со други интереси кои во основа ги следат економските интереси и потребата од прераспределба на богатството. Нешто што украинците секако не го очекуваа беше една од последните изјави на Столтенберг, кој што кажа дека Украина треба да одлучи колку територија е подготвена да жртвува за мир, вели секој мировен договор вклучува компромиси, па и територија.
сега видите, повторно се враќаме на некои од прашањата кои беа доминантни во меѓународните односи во до Првата светска војна или меѓу двете светски војни, кога големите политички сили или моќните држави одлучуваа за судбината на малите држави. Впрочем, Украина во овој случај како жртва на руската агресија, која е нападната и така натаму, веројатно во крајна инстанца ќе се поттикнува или ќе се охрабрува да прифати определени одлуки и решенија, кои што беа, например, како што беше прогласувањето на две нејзини покрајни за самостојни држави, кои руската држава Донбас и Луганск ги прифати и така натаму и ги третира како независни држави. Или прашање поврзани со отвореното прашање со присоединувањето на Крим кон Русија и така натаму, што на еден или друг начин повторно укажува дека во меѓународните односи се враќаат реал политичките релации на размислување и дека големите сили или европските сили се обидуваат своите интереси да ги дефинираат и да не ги нарушат во значителна мера односите со партнерите кои што имаат историско искуство во однос на начинот на решавањето и дефинирањето на тие прашања во Европа. Имам уште многу прашања, но кусо време. Сосема накусо сакам да се задржиме и на темата на која што како последица предупредивме еве на почетокот на војниот конфликт, тоа е мигрантската криза. Бројките велат дека повеќе од 5 милиони украинци ја напуштиле земјата, но не се проблем само украинците кои ја напуштаат земјата, тука се и медитеранските земји кои што се главни мигрантски рути и најавуваат дека повеќе од 150.000 мигранти излегуваат од нив, бидејќи гладот и сиромаштијата ги принудуваат да бараат спас во други земји, вклучително нели Европа. Миграциите, овде кога станува збор за Украина, е последица на војната и бегањето од смртта. Но миграциите не се секогаш само поттикнати од војна, тие се поттикнати од економски потреби и интерес. И дека историјата на човештвото познава значителни историски периоди во кои настанува преселба на народите или движење по парче леп. И може во тој контекст треба да се наблюдуваат нештата. Европа има сериозна потреба од работна сила. Како што гледат и нашите првенци или нашите носители на власта изјавуваат дека Македонија исто така е отворена за работна сила од странство, затоа што има значителен кусок на определен број на работна сила. Но овде кога зборуваме за мигрантите, не зборуваме за економската миграција, зборуваме за оној облик на мигранти кои што се поттикнати не само од економски, туку од војни и други причини, кои спасот го бараат во земјите кои што во нивните општества се доживуваат како економски рај. Тоа се најчесто западноевропските земји. Ние треба да очекуваме дека тоа движење на населението ќе се одвие во наредните периоди и дека најчесто би биле среќни доколку тоа се одвива како резултанта на економските потреби, во кои што квалификуваната работна сила ќе си бара реалокација и ќе се оплодува на начин на кој што заслужува. Но често пати тие процеси се зачинети со одделни политички притисоци и одлуки кои што се ставаат во различни контексти, верски, политички, прераспределба на богатства и така натаму. Професоре, имаме уште многу прашања, но времето ни е ограничено. Ке имаме, верувам, и следна средба во периодот кој што престои да дискутираме на темата која што за жал не по наша волја, но е актуелна изминативе месеци. Јас ви благодарам за поканата, се чувствував пријатно и ова е трето моје гостување во утринската програма на Македонската телевизија, за што ви изразувам особена благодарност. Благодарам.